Талат Џафери е кандидат на парламентарното мнозинство за председател на Собранието. Ова за телевизија 21 го потврди портпаролот на ДУИ Бујар Османи. Тој додава и дека очекува следната недела да отпочне собраниската процедура за негов избор. По внатрешните анализи, но и по консултациите со другите политички партии беше одлучено кандидатот на ДУИ, но и на парламентарното мнозинство за председател на Собранието на Македонија да биде Талат Џафери. Тој е еден од пратениците со најмногу искуство во парламентот и како координатор на пратеничката група неколку мандати поред и како поранешен министер за одбрана. Сметаме дека со ефикасност ќе извршува врската на председател на парламентот во услови на големи дивергенции во парламентот. По вчера постигнатиот договор на координацијата кај Трајко Велјановски околу составот и председателот на комисијата за прашања на избори и именувања в понеделник најверојатно ќе преложи конститутивната седница, на чиј дневен ред се очекува да биде единствено избор на комисијата. Во меѓувреме ВМРО ДПМН го повтори ставот дека како што велат, Тиранската платформа е противуставна и од нејзиното прифаќање ја втурнува Македонија во процес на федерализација. Тиранската платформа ја разнебитува државата и од мултиетничка ја претвора во бинационална држава. ВМРО ДПМН ја отфрли Тиранската платформа и остро се спротивставува на нејзиното реализирање. Таа представува класична уцена и со неа се подкопува и се руши уставниот поредок во Република Македонија. Криминогеното раководство на СДСМ во целости има прифатено платформата од Тирана. Тоа беше потврдено и од нивниот пратеник Мухамед Зекири, кој јавно пред представник на ДУИ рече дека СДСМ се согласува со точките од платформата. Од СДСМ пак велат, граѓаните избраа промени и избраа да ги водат сериозни политичари кои се грижат за интересите на луѓето и на државата.